Hvala. Иако има подготвен говор, мислам дека нема да има потреба и од преозор и тоа што ќе се разбереме, меѓутоа треба да ги спратиме пораките кои што денеска тука ги чувствуваме, а не тоа што е напишано на хартија. Иако има припремлен говор, говоричу и срца, мислим да најважнije да се разумемо и да испратимо поруке кои се данас наглашени, а не да читамо што е написано на... Благодарам на поканата од потпредседателот на Владата на Република Србија, од колегата Недимовиќ. Поздрав до сите колеги, до сите поддржувачи. Навистина, денеска на првите денови од мојот мандат, особено ми е драго што започнуваме токму низ еден отворен пристап, низ регионалната соработка, да ги размениме сите искуства и сите практики и навистина тоа денеска да го видиме на дел. Највише пред свега желим да се захвалим господину Недимовиќу, подпредседнику владе, што ме позвал да присуствувам овој манифестацији и моим колегама, министрима из региона. И драго ми е да на самом почетоку мог мандата као министра полјоприведе у Северна Македонија и само могуćности да посетим Белград и да испратим ову иницијатива Отворено Балкана која се управо отвија пред нама. Првин видов како македонскиот ајвар од Гевгелија до Белград стига за само неколку часа. И прва ствар кој сам видел како македонски ајвар из Джевчелија до Белграда стигне само за неколку сати. Без царински процедури, без чекање, без дополнителни трошоци, со признавање на сите анализи, неколку часа се потребни за од Северна Македонија до тука, до секое семејство, до секоја полица се најдат нашите македонски производи, вклучително и производите на сите земји вклучени во оваа одлична иницијатива. Без компликованих царинских процедура, без додатних анализа лабораториских, без непотребне бирократија и папирологија, драго ми е да могу да видим да ајвар македонски за неколку сати може да се наđe од производача до стола сваког потрошача и граѓана у Србија, а што ќе у будуćности уклучити и друге земји из региона кои се уклучуju у иницијативу Отворен Балкан. Целта на оваа генерација на луѓе во политиката е да бидат сервис на граѓаните. И тоа е Cilj ove generacije političara je da budu servis građanima. И тоа се целите и на луѓето во политиката кои што сега се на одговорни позиции во Северна Македонија, да испорачаме конкретни резултати кои што граѓаните ги гледаат. И тоа е cilj ove generacije političara koji su sada na vlasti u Severnoj Makedoniji da isprate potrebe građanstva i da izađu u susret zahtevima njihovih građana. И затоа оваа иницијатива треба да се прошири, треба да се работи, има уште многу работа пред нас, меѓутоа денеска ги гледаме резултатите во првите денови од имплементацијата на тоа што е подпишано на хартија, денеска гледаме дека е олеснување за бизнисот и за граѓаните. И затоа оваа иницијатива треба да се прошири, треба да се продуби и данас сме имали прилike да видимо да оно што е подписано на уговору, на папиру, у пракси произлази као добробит за сваког граѓанин. Втора причина зашто сме денеска тука токму отварањето на овој саем на кој што сме поканети и навистина ни е драго што повторно имаме 9 македонски компании кои што се представени тука. Други разлог због кога смо данас у Белграду е овој сајам и драго ми е да смо позвани и драго ми е да видим да имамо 9 македонски предузеќа кои су присутни на овој сајм. Бидејќи претходно бев министар за земјоделство, Република Северна Македонија е лидер во искористеноста на европските ИПАРД фондови. Ние сме целосно фокусирани на преработувачката индустрија, на мерките за младите, за жените, на дигитализацијата на земјоделството, на инвестиции во преработувачките капацитети. И пошто сам био и председник у прошлом сазиву владе Полјопривредна Република Македонија, драго ми е да могу кажем да е Македонија vođa lider u iskorišćenosti IPARD fondova u Evropi. Mi smo fokusirani na prerađivačku delatnost, na podsticaje za mlade preduzetnike, žene preduzetničke. На иновациите, на ставањето во функција на развојот на сите природни ресурси кои што ги имаме. Дигитализацiju, иновације, настављање употребливост свих природних ресурса кои су нам доступни у Македонија. И секако дека оваа година ќе понудиме нови мерки и нови политики и за директни плаќања и за рурален развој. И сигурен сам да и ове години ќе увести нове мере, нове политики и за везана за директна плаќања и за други подстицаи за развој полјопривреда во Македонија. Република Северна Македонија е земјоделска земја, на 20% од нашиот
бруто домашен производ паѓа на земјоделието и најголем дел од луѓето се ангажирани токму во земјоделството. Македонија е полјопривредна земја, 20% бруто националnog доходка отпада на полјопривредно производство, највеќи број луѓе е ангажовано управо у полјопривреда. И затоа и со ваквите сајми и со Open Balkan ќе имаме прилика да заедно со земјите од регионот, со Република Србија, со Албанија, со Република Српска, со сите останати на вистина со отворени граници ги размениме сите искуства, целиот ноу-хау, сите знаења, сите практики и на вистина да имаме поинтензивна и зголемена економско-трговска соработка во регионот и тоа е целта токму и на ваквите настани и манифестации. И драго ми е да постои вака една манифестација и драго ми е да постои иницијатива Отворени Балкан где можеме да разменјуваме ноу-хау, да разменјуваме искуства, да уповечаваме трговинску и робну размену и да унапредиме читав регион и со Републиком Српском и со Албанијом и со Србијом и со другим државама кои ќе се учлене и да читав регион напредуе кај политику и просперитет. И затоа мислам дека овие пораки преку вас медиумите и новинарите и ова позитивна хемија, позитивна енергија која што постои денес овде во Белград треба да ја пренесеме до сите фирми, до сите компании, до сите граѓани, до земјоделците. И ту сте важни и ви, и медии, да пренесу ову позитивну енергiju граѓанима, ову хемiju која постои данас и на овом сајму меѓу нашим министарствима. Позитивну енергiju која ќе стичи до свих полјопривредника, до сваког домаќинства и да се шири даје. И на секоја наша средба да збориме за конкретни проекти, за конкретни политики и за испорачани резултати. Благодарам. И на сваком нашем састанку ми да говориме за конкретни